Добро утро и од мене. Променливото време надвор и тоа како не сме да ни влијае на нашето расположение, барем не додека сме пред камерите, ама со вакво друштво верувам дека енергијата ќе биде на едно навистина на највисоко ниво, со оглед на тоа што дека и покрај сите обврски секогаш знае да биде стокмена, секогаш има она насмевка, позитивна енергија и секогаш е спремна да запее. Елена Јовчевска денеска ни е гостинка во магазин. Сигурно веќе видовте, има нова песна, нов видеозапис, Невеста да бидам, па денеска официјално тоа ни е причината за незиното гостување, ама знаете како иде со добри соговорници, секогаш убави теми излегуваат од муабетот, така што верувам дека и денеска, односно не верувам, сигурен сум дека и денеска ќе биде тоа така, затоа останете со нас некаде до 10:30 и се разбира со остатокот од програмата и по 10:30. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро и добро ве најдов и ти благодарам за прекрасните зборови. Покрај толку многу обврски ми делуваш многу одморена, ова е... Тоа дека станав многу рано за да бидам вака свежа. Си имаш некои такви ритуали, имаш одредено време минимум? Па да, станувам рано кога доаѓам нели нови утрински емисии, морам да станам рано за да изгледам свежа, ако станам како што викаме 5 до 12, ќе видам како од кревет да сум станала. Што и тоа не е толку страшно, а? Па да. Не, меѓутоа дел од твојата ова е дел од твоите работни обврски кога станува збор за музиката, нели? Многу ми се допаѓа тој пристап, морам јавно да ти кажам, бидејќи кога се договаравме претходно, викаш ајде да видиме кој термин за да имам време малце да се средам дополнително и тоа е многу професионален пристап и мислам дека и за меѓу другото и за тоа се стигната до каде што си. Па да, нели ти кажав дека ми треба време стварно да се спремам да изгледам како што треба да изгледам во една емисија. И нели подложивме за една недела, меѓутоа еве сега сум одлична и баш ми е драго што сум дел од денешното гостување тука во магазин. Така, знаеш ли дека некако традиционално излегува еднаш годишно да бидеш во магазин? Баш сега проверував. Па да. Последен пат 2014 точно од прилика овој период си била, значи пред точно една година, што се случува во меѓувреме, физички промените се забележуваат, имаш намалено на килограм, односно веќе си ја држиш она новата линија. Има ли тајна некоја? Има, да. Да не испадне диетата на Елена Јовчевска. Да имате многу обврски во денот, да немате време да јадете и тоа е. Тоа е тајната. Тоа е тајната. Да. Супер, што се случува во меѓувреме, добра ли си? Добра, одлична сум. Нели секоја година правам нешто ново, кое што останува нели на македонската сцена. Овој пат снимав нов спот, нова песна. За до година се надевам, можеби нова песна, можеби проект, не сум се уште сигурна, во размислување сум, во зависност какви ќе ми бидат настапите. Секогаш се водам според тоа, каде настапувам, дали имам турнеи, дали тука сум во државата. Така да, бидејќи овој период нели сум тука, одлучив да снимам нова песна, Невеста да бидам. Изненадена сум, помина многу убаво, се надевам дека ќе достигне голема гледаност на YouTube, како и секој колега и колешка моја, нормално кога снима нова песна. Зошто изненадена? Не очекуваше толку многу на почеток? Па не очекував, да, не очекував. Да, најискрено не очекував. Меѓутоа ете. Зошто? Не знам, не ми личи на тебе. Не знам, никогаш немам преголеми очекувања, да, затоа што после тоа можеме да се разочараме. Затоа подобро е да бидеме приземјени, стабилни, доколку биде, доколку не биде, тоа е. Значи, си направил нешто, си донесол нешто ново, меѓутоа народот е тој кој што одлучува дали песната ќе биде пеена, дали ќе стане хит и дали нема да стане хит. Оваа парола некако функционира низ целата твоја кариера или со текот на годините научи? Па со текот на годините, кога снимав мојата прва песна во 2014, мислам дека година беше, да, 2014 или 2013. Така нешто, не се сеќавам баш точно. Тоа беше Атлантида. Имав преголеми очекувања, но тогаш бев многу помлада и понеискусна и знаете кога ви даваат песна, кога снимате прва песна и ви зборуваат дека готово, тоа е тоа, готово имате хит. Да, песната помина многу убаво, меѓутоа очекувањата ми беа преголеми за таа песна. И така да сега
кога нели си повозрасен и имаш поголемо искуство, сваќаш дека за се што правиш не треба да имаш преголеми очекувања за да не се разочараш на крајот. Кога веќе би ја спомена Атлантида, одиме малце надвор од сценариото, ама имаме како изненадување, ќе ти ја пуштиме малце Атлантида како инсерт, чисто сакам да те прашам да кога се гледаш вака сега себе си, режија може Атлантида да ја дирнеме, кога се гледаш себе си повеќе десетина години наназад, еве ја чекај само да те видим, ова си нели? Да. Еве си. Ова е навистина многу разлика и во музиката и во изгледот, мислам ова е стварно. Како се доживуваш сега од денешен аспект кога го гледаш сето? Си се препознаваш ли себе си? Па, ова ми е нели прва песна и сега вака кога се гледам викам дека прво не си личам самата на себе нели за самиот спот тука. Се работеше стварно многу доста на овој спот, дури правев и промоција тоа време. Доста вложив нормално. И сега кога се гледам после мислам дека 13 или 14 години има сигурно. Па да, толку 13-14 години. Мислам дека за 13 години или 14 точно сум успеала доста, фала му на Господ, задоволна сум од сето што сум направила во овие години и се надевам дека уште повеќе ќе бидам успешна, додека нормално можам. Би се вратила повторно црна? Многу ти менува. Да, многу ми имат кажам да се вратам црна коса, меѓутоа не знам некако се навикнав да изгледам плава. Така да сега за сега не. Добро. Сега не. Ето такова да не е некој од класовите во тоа време кој или ваша сцена. Ова е сцена се снимаше во училиштето Гоце Делчев во Прилеп. И тоа е твоето училиште или? Не, тоа е на еден мој колега музичар, беше директор тоа време и ми дозволи да снимам во школото и многу се смеев кога снимавме таа сцена. Затоа што јас кога излегов како наставник, тоа беше значи циркус. Така си е добро. Мислам ова беше едно мало добро потсетување, да интересно е кога човек ќе си ги види промените развој, нели кој ќе види до каде стигнал, меѓутоа многу професионално за почеток на кариера. Сите ние сме имале и падежи, нели и подигнувања, исто и јас, не можам да кажам дека јас сум била перфектна, не далеко од сето тоа. Сите ние сме имале падежи во кариерата. Така да само со многу волја, труд и разбирање можеш повторно да се издигнеш. Доколку застанеш и се разочараш како што кажав, ништо не може да те врати. Имало ли такви моменти? Секако. И како си се враќала? Тешко, меѓутоа се враќам. Дали е карактер во прашање? Карактер, да, дефинитивно. Значи, сум се нувала самата вака себе си, сум си зборувала самата себе што се има десено и зошто. Треба да знаеш зошто. Ова вака во огледало? Да, во огледало. Зошто? И што викаш, дали мене ми се обраќате? Да, зошто? Значи се има причина. Така си е. На крајот денот тоа се веројатно големи лекции кои што понатаму не учат да одиме чекор. Јас поминав многу големи лекции. Понапред. Да. Ова беше Атлантида, благодариме режија. И сега 13 години подоцна. Тој може би 14, мислам, да, 14. Значи тука имав 21 година, да, 14 години. Така, следува Невеста да бидам, најновата песна. После 14 години. Имаме едно прво прашање после спотото, прво да го видиме, може? Може. Ајде. Ете, така ова беше Невеста да бидам, првото прашање. Што те прашуваат, кога невеста? Да, ме прашуваат кога невеста. Знам, да те прашам јас, вака јавно. Не знам се уште. Песната, јас ја пишував, текстот е мој. Добив некоја таква инспирација и тоа како што седев дома, буквално. Бидејќи имам многу свадбени прослави каде што пеам и многу од брачните парови се разделени, па се случува зетот да си доаѓа па да ја зема невестата од Македонија. Има многу такви примери каде што заминуваат и повторно се враќаат за да се оженат. И така ми дојде таа идеја и ја напишав оваа песна. Музиката е на Зеки, една голема благодарност и на него, и Кочанот аранжман го правеше. Така се склопивме како една тројка и го направивме овој производ. Претходно немав снимано ништо, бидејќи не бев сигурна што сакам да снимам.
и затоа малку ми одзеде време, меѓутоа сепак нели како што кажав, во овој период сум во Македонија, има многу свадбени прослави, така се одлучив за пошто невестата е нели главна на една свадба, одлучив за неја да напишам песна. Интересно. Значи не си од онај тип кој што по било кое правило само мора да биде, туку едноставно оставаш нели да се случи онака баш како што сакаш. Како буквално сега што се случи. Така, интересен е да видеозаписот ти искоментирав за облеката на игрорците во позадина, во едно градско издание во тоа време. Да, тоа се игрорците на Мирче Ацев од Прилеп, на Куд Мирче Ацев. Снимано е во село Дуње во Мариово, во Благибок. Тоа е ресорт каде што има една прекрасна куќа, прекрасен двор, направено нешто, значи да изгледа нака феноменално. Еве една голема благодарност за сите кои што се потрудија овој спот да изгледа вака и се разбира арт продукција која што беше задолжена да го сними овој спот. Така е тешко, напорно ли беше снимањето на спотот? Да, јас носев нели од моето студио носев шминкер и фризер. Имавме исто и од арт продукција се носеше една шминкерка затоа што имавме многу статисти. Беше напорно спремање, нели невестата се спремаше, зетот, јас, па играорците, па времето малку не ни чинеше, почна да врни, па преврнува, па облачно, па сонце, да. И буквално, значи... Вие сте фатили оне сончев период. Ние сме фатиле цел ден. Да, па чекавме, гледаме прогноза, сега за пола сат преврнува, а одиме на снимање, така. Спремајте се побрзо. Да, така, буквално беше ептен динамично. Така е. Идејата околу видеото твоја? Со консултација со Дејан Одар, да, заеднички се консултиравме како да биде сценариото, заедничко ни е сценариото, заедничко кажав ја што сакам да има на спотот, нели сакав невестата да биде малку од да носи невестински фустан кој што е малку поразличен од сегашните. Затоа еве на голема благодарност до мојата драга пријателка Маја од Битола, која што нејзиното ателје ме облече мене и невестата, и до моето студио Beauty кој не направи да изгледаме прекрасни на самиот спот. Да, идејата е моја, дефинитивно, а за ношњата беше Дејан, многу за градска ношња, затоа што сепак песната не е да биде во народни носи, како што сум имала снимано и порано, и испана многу убаво. Интересно ми е како успеваш да се трансформираш. Буквално имаш секакви трансформации. Да. Твои лични, зборувам и за стайлинг, може да бидеш елегантна, може да бидеш спортска, па ќе се појавиш на настап со носија и со гајдата, покај што нели си препознатлива. Како успеваш сите овие улоги да бидат во едно природно ти доаѓа тоа? Мене ми е најубаво, јас најубаво се чувствувам кога носам на мене спортска облека, патика, да не ме болат нозе, да се чувствувам комфортно, да можам да излезам, да се чувствувам убаво. Меѓутоа, самата професија тоа не го дозволува. Јас многу се пазам. Единствено кога се опуштаме, еве морам да кажам, во салонот се опуштам, и може би ми е грешка, не знам, меѓутоа се чувствувам како втор дом, го чувствувам тој салон, и јас стварно ми е преморена сум од тоа спремање, да изгледам перфектно секогаш, знаеш, досадува, стварно не знам. И тоа е обврска која што бара и време. Значи, некогаш посакувам да сум како некои други луѓе кои што не се замарат како изгледат, излегуваат, пијат кафе и не им е гајле. И уживаат во тоа кафе. Не разбирате? Да. А ти уживаш ли облечена до терена? Уживам, еве сега моментално тука во емисија скоцкана. Да, после вака продолжувам значи до терена, така да уживам. Не, се разбира дека уживам, да. Дали си од тој тип кога ќе се средиш некако посебно, па сакаш да го искористиш стайлингот, па не знам, еве продолжуваш, да речеме, на кафенци или некој шетање? Па да, ако сум средена како што треба да изгледам, се разбира, сакам да, ако имам состаноци, сакам да искористам тој момент или тој ден да го искористам буквално за оно што ми било планирано, меѓутоа и за тоа што било планирано треба да идам средена, и така гледам во тој ден да ги завршам тие обврски каде што треба да бидам цакум-пакум, како што викам јас. Да, дефинитивно да. Интересно. Како и секој човек. Така си е. Ти си навистина позната по гајдата, нешто што не баш секојдневно може да го види човек. Се уште ја има истата реакција, она огромно изненадување, воодушевување. Да, сега имам. Тоа го практикуваш уште, нели? Да, имам и настапи каде што настапувам само еден час како изненадување. И тоа доста такви настапи. Дури имам во еден ден по 2 свадби. Стварно? Да.
И тоа одзема многу енергија, Тоа претпоставувам. одзема нели? енергија и среќна сум што тие свадби се блиску, дали се при Лебитола или се во Скопје, Велес, значи така или Охрид, Струга ги комбинирам, затоа што на пример кога ми се јавуваат, јас сум веќе зафатена им кажувам каде сум. Ама бидејќи сум зафатена како изненадување сат и пол, или сум пред вечера или сум после вечера, доколку нели сум изненадување. И гледам да ги скомбинирам да, ако се погоди нормално, тоа е среќа, да бидам кај едните пред вечера, кај другите после вечера. Додека се вечера ти Јас додека се вечера патувам. Браво, браво. Треба тоа енергија многу, нели? Да, премногу. Затоа што се пресоблекуваш по 2 пати. Значи јас не свирам само гајда на прославите, а пеам. Се пресоблекувам фактички на едната свадба 2 пати, на другата свадба 2 пати. Тоа е века 4 пати. Браво. И кога има поголем бакшиш, кога си со гајдата или кога си со микрофон? Зависно како зависно народот што прво очекува. Дали сака да влезам со машала за невестата или сака да влезам со гајда. Тоа е нивен избор. Така, тоа веќе си се договарате интерно. Да, интерно што би се рекло. Од сегаш на спек, кои се твоите 5 минути за успех во кариера? За онака создавање на брендот, би рекол, или на Јовческа. Има ли таков момент? Период или што и да е? Значи, за да бидеш комплетно успешен, според мене е секогаш да бидеш искрен према публиката, према онај кој што те ангажира, се разбира, честноста пред се и според мене никако кревање во воздух, затоа што според мене и секогаш сум го кажала, ние сме сите исти на овој свет, затоа што сите одиме на исто место. Тоа е тоа. Посакуваш ли понекогаш да не си толку јавно истакната за да може малце поприватно да функционираш? Нормално, да. Или ова се оние дилеми кои што обично јавните линии? Да, нормално, секој човек би го посакал тоа. Негде да поидиш и да примереве. Многу се радувам за ланскиот одмор каде што бев, каде што немаше буквално ниту еден македонец, каде што буквално уживаш. Не те знае никој. Кој е место? Хотел Адам и Ева во Турција. А, тоа е само за... Само со русинки, така да јас мене ме меша како русинка, така да си поминав прекрасно. А и тоа е само за возрастни, така што Само за возрастни, да. И многу забави. Многу забави. Се фатили за микрофон таму? Не, таму имаше доста танчерки и танчери, така да уживавме. Имаше доволно за забава и ентертејнмент. Да. Баш интересно. Ќе одмораш ли летова? Да, имам така одделено 10 дена за одмор. Се уште се мислам каде ќе одам на одмор, меѓутоа овај пат ќе биде тука негде блиско, затоа што многу ми се настапите едно до друго и не сакам да одам негде предалеку па да бидам изморена. Така. Значи ќе биде прилично зафатено, зафатено лето. Зафатено лето. Карактерно кои се работи кои што те нервираат во овој период од животот? Ти пречат? Да, многу работи. Пример, Тоа како велат си доаѓа со текот на годините? Да, се нервирам кога, например, еднаш сум кажала едно нешто, ме прашале, јас сум кажала и сега поминало, например, одреден период и се истото нешто пак се прашува. Значи, кога еднаш си ме прашал, сум кажала, сега пак истото. Значи, луѓето очекуваат дека би го променила мислењето за одреден ден, за 5 сати, за 2 недели, значи, ако сум кажала нешто, не го променувам. Или па можеби се пробуваат. Да, или пробуваат, дали може да успее. Да. Им даваш до знаење кога... Ако се налутам, да, викам многу, тоа ми е мана. Стварно? Да, тоа ми е голема мана. Морам да признам, ама не, тоа е посилно од мене, затоа што веќе еднаш сум кажала втор пат, па трет пат да не разговараме за трет пат кажување. Значи, не ќе ме да видиме таа страна. Не, никако. А ти трае лутината или си од оние кои што брзо им поминува? Ми трае, да. Ми трае се додека не размислат што направиле, да, ми трае. Ова сериозно, ти што си во хороскоп? Шкорпија. Шкорпија, сега ми е јасно. Интересно. Веруваш во судбина или ти од тој тип кој што не, верувам. Сами си ја кроиме? Верувам. И некогаш и сами, меѓутоа, од судбината не се бега. Како Господ пишал, така. Апсолутно. Има ли песна која што пат те опишува тебе целосно? Целосно. Лошо звучи целосно. Вака песна која што некако полично си ја доживуваш? Па, горда Прилепчанка, затоа што многу го сакам Прилеп како град. И се врзав некако со таа песна и ја снимав после Атлантида, таа песна ме однесе на секаде ни светот, така да си ја сакам затоа што
Јас се чувствувам горда на тоа што сум го постигнала, иако кажав дека секој човек како јас сум имала падежи големи, меѓутоа сум горда на се до сега што имам постигнато. Така, вака кога ќе се навратиш на детството, на што прво ти текнува? Како детство колку имаше? многу учев. Стварно? Да, многу. Че беше посветена? Да, бев и првенец на генерација, бев со стипендија од моите 14 години, многу учење. Факултет, така да премногу. Уште си од тој тип кој што сака целосно да се вложува во работите? Уште сум можеби од таа генерација, некогаш се смеаме, еве во салонот кај мене има млади девојчиња кои што сме заедно. Уште сум од таа генерација која што треба, мислам дека да се посвети на самите себе, да ги почитуваат пред се возрастните и на прво место професорите. Сега многу е лошо што децата немаат почит према никого. Не само према родителите, правиме муабет за према никого. Да, малку излегува работите од контрола. Да, јас сум од таа генерација која што почитува до ден денеска. Значи, ако ми била професорка, таа мене до животот ми е професорка, затоа што јас онде сум научила. Јас имам викендов средба со мојата наставничка по математика од основно и така некако целиот ден поинаку се чувствував, не можам да го објаснам моментот на благодарност, на некоја убава релација која што ме наврати години наназад. Не знам дали денеска ја има таа релација, ова што видиш почитувањето и така натаму. Порано, јас кога учев, сме имале ние страф од професорите, од наставниците, меѓутоа пак го имало тој другарски однос. Сега јас не можам да разберам како некои професори, наставници без разлика се дозволуваат некои постови на социјалните мрежи. Прво, тоа не е вкусно за ученик да те гледа. Второ, ти представуваш нешто кое што треба утре да изгледа како тебе. Не се согласувам со некои работи. Се измешаат тука работите, не е само и до учениците. Не може сега јас да бидам сега да не се разбереме погрешно, ама јас сега свирам гајда, пеам, имам салон и имам завршено, нели, и за професорка имам завршено, значи имам економски факултет и плюс педагошка за да можам да бидам и професор. Значи ти би можела да предаваш економски предмети. Да, можам. Меѓутоа пак според мојата професија не се гледам во тој смер. Може би да прекинам со пеењето и да се посветам да бидам нели образовно лице, тогаш некако да, меѓутоа ти да ги мешаш професиите, пеачка, салон, па професорка, не одат. Едноставно не одат некои работи. Не знам како да се изјаснам. Јас не ги прифаќам, можеби за некои се нормални. За мене не се. Јасно. Ти би била строга професорка, нели? Да. Да, сигурно. Ама тоа е добро. Мислам, нели таа дисциплина и почит не можам да разберам да немаат почит према човек кој што се вложува да те научи нешто. Нешто да станеш нешто во животот, можеби не економиста, можеби електро, можеби би бил професор по нешто, значи тоа е. Јас не се согласувам со тие работи. Нема лаво. Си била бунтовен ученик, студент? Да, се бунев многу, да. Секогаш јадев чотек од наставничката, тоа што се бунев. Ама не си го промени ставот, нели? Тоа е тоа. Кои работи со текот на годините ти се покажале дека се погрешни, а кои се правилни? Однос на функционирањето. Нели како велат дека искуството и животот и тоа како може да не променат во текот на годините, па еве до сега што тебе ти се испоставило како? Никогаш да немате партнер во нешто што го работите. Тоа е под број 1. Никој добро не ти мисли освен родителите дома и тие што те сакаат. Така да никогаш да не си кажувате работите кои што сакате да ги направите во јавност, затоа што ќе ви изгорат. Аха. Ова ми звучи како дека имаш доста искуство. Многу. И како тогаш реагираш Шкорпија пред мене? Па и јас сум паднала во депресија некое време, нормално како секој човек, меѓутоа сваќаш дека на најтешките битки се за најдобрите војници. И стануваш повторно. Значи, по-добро да станеш отколку да седиш. Тоа е точно. По-добро да станеш од почеток отколку да седиш и да бидиш на почеток. Некогаш е окей да поседиш, ама да не трае тоа. Да не трае долго. Да не трае долго. Баш, интересно. Постои ли колегијалност во музичкиот свет?
Ти си долго време реално на сцена. Има ли разлика како се функционирало пред 15 на години како е денес? Денеска конкуренцијата може да кажеме слободно дека е многу поголема. Ако гледаме тоа како конкуренција. Јас да ви кажам искрено и пред 15 години и сега сум исто, немам никаков проблем со некого да делам нешто или да имам некаков проблем со колега или со колешка. Единствено, значи, ако не ми се допаѓа нешто, се тргам на страна и нема што да коментирам понатаму. Не сакам ни за мене некој да коментира, ни па јас за некого да коментирам. Така да, тоа е. Би снимала ли дует со некого? Па сега Актуелни се некако дуетиве или нема? Дует, да, може би меѓутоа со машки вокал дефинитивно. Да. Немам размислено со кого, меѓутоа со машки вокал да. Добро. Многу ти благодарам за денешниот разговор, беше интересно. Благодарам и вас за поканата, да ги поздравам сите гледачи пред малите екрани, да гледаат магазин и ви благодарам уште еднаш. Така е, те следиме со сите твои останати проекти, да се гледаме за убави работи. Фала ви. Остани вак своја. За крај на денешното издание еден прекрасен видеозапис на Елена Јовчевска. Секако мислам дека е снимен во Охрид, ако не се лажам, Не плачи мајко? Да. Да, тоа е во Свети Наум снимано, да, со дозвола, еве голема благодарност, значи немам се регуларно. За регуларно да биде све. Да не испадне нешто. Елена вака, Елена така. Да, со дозвола се разбира и супер. Одлично, ти благодарам многу за крај ова прекрасно видео од Охрид, а вие останете на Сител, се гледаме утре.